коментар за сегашново решение за избор на членови на Државната изборна комисија и дали на повидок од она што се случува на теренот се можни предвремени парламентарни избори? Јас мислам дека ова решение е произлезено поради настаните од последните два изборни циклуси со изборот на тројца професионални членови, нели вкупниот број беше 9. Ова е изнудено решение и е преодно решение колку ДИК да функционира и да ги превзема дејностите. А во минатото се има покажано како добро решение, но сепак конечното решение мора да е професионализација исклучува на ДИК. Но според најавите и следното решение ќе биде еден вид со партиски членови, значи повторно доаѓаме до ситуација дека никој нема намера да направи професионализација на ДИК. Во моментов како што самите знаете, ДИК не работи, предвремени избори се можни, можен и референдум. Пазите, најопасната работа е што го нема ДИК, а се најавува референдум. И сега би прашал јас кој го прочистува списокот, клучен елемент за референдумот. Значи, да не зборуваме сега за предвремени избори, али Државната изборна комисија го спроведува и референдумот на државно ниво. Така да најголемиот проблем го гледам тука. Втората фаза на реформите во ДИК е тоа што овој орган би функционирал како административен орган. Како би функционирал тај? Значи, имам повеќе искуства и јас мислам дека како административен орган и идејата е како административен орган и 6 месеци пред секој избори да се именува членови од страна на партиите. И тоа не е најсреќно решение, ве убедувам, бидејќи мора да има контрола и професионален ДИК, па макар тој бил од 5 членови, ако сакаме ДИК да го правиме институција која ќе се одели од партиите. Вака не може и самите сте сведоци колку изборни циклуси, што ни се случува. Јас гледам само дека секоја препорака има на опција одихара е све пообемна и поширока и оди веќе до детали, бидејќи срамота е ако денеска не можеме да спроведиме технички избори, компетитивни, а каде се другите елементи за да бидеме членки во Европска Унија. Ништо не е исполнато, ништо во однос на гласање на изнемоштени болни, во однос на гласање во, ево видовте, во поправни во казнено-поправните установи. Значи, може толку критики околу остварување на правото, универзалното право на глас, со повеќе, мислам, не треба да се коментира. Тоа не смее да се случува после толку години ДИК како правно лице.